These are the binoculars that I bring to court. Ова се очилата што ги носам на суд, вака изгледа. Повеќе од 4 децении судската уметница Джейн Розенберг прави скици и беше во центарот на вниманието за време на некои од најголемите судски постапки во САД. Таа ги скицирала Марк Чепмен, кој го уби музичарот Џон Ленон во Њу Јорк во 1980 година, режисерот Вуди Ален, телевизиското лице Марта Стюарт, озлогласениот водач на наркокартелот Хоакин Ел Чапо Гузман и поранешниот советник на Трамп во Белата куќа, Стив Бенон. На список има уште Harvey Weinstein, Bill Cosby. Харви Вајнстајн, Бил Козби, Джефри Епстајн, Гислейн Максвел, 43 години вели таа. 3 years of this. Незините цртежи стануваат главна визуелна слика од судењата каде што законот забранува фотографии или видео. Дипломирала уметничка програма, а потоа еден ден видела интервју за уметник во судница. Денес незиниот ден започнува со повик од судот. Понекогаш треба да патува и надвор од Њу Јорк, како кога се упатила на судењето на бомбашот на бостонскиот маратон Џохар Царнаев. I was sitting in Седев овде и не можев да го видам, бев зад него. Но од една од камерите имаше преден поглед. Можев да го видам тој поглед само неколку минути, вели таа. Незините скици се чуваат не само во незиниот стан во Њу Јорк, тие се и во Конгресната библиотека, Центарот за медиуми Пейли, порано Музеот за телевизија и радио, како и Националниот уставен центар и во приватни колекции. Oh, E. Jean Carroll. Джин Керол и Трамп се тука. Сакате да го видите Трамп? Вели таа. Скицата на Розенберг од судницата беше на насловна страница на Њу Јоркер, откако поранешниот председател Доналд Трамп беше обвинет предходно оваа година. Тоа беше прв пат во својата долга историја Њу Јоркер да објави скица од судница. Neutral all the time. Јас следам што прават луѓето. Ако се смеат, ако плачат, ако изгледаат луто или среќно, го цртам тоа што го гледам, вели таа. Розенберг има само неколку минути да направи скица. Често таа црта од меморија. Иако незините скици можеби не се фотографски детални, таа знае дека ги оживува незините ликови на хартија. When is this going to